Добро утро и од мене. Верувам дека понеделнички се расположивте со моите колеги од Ја сакам Македонија, а утринскиот појас, како што знаете, продолжува со магазинот 10 часот. Денеска, на моје големо задоволство, ја пречекувам популарната и атрактивна пејачка Симона Поповска со моќен вокал, со која што ја промовираме незината нова песна која што носи силна порака и се вика Бели ноки, како и впечатливиот видеозапис. Ни раскажува за сите оние пораки кои што сака да ги пренесе преку музиката, како и за тимот од познати имиња со кои што соработувала токму за овој проект, па затоа останете со наследните минути. Добро утро, Симона, и драго ми е што после некој време ете повторно се гледаме во магазин. Добро утро. А баш ми драго нели што ова утро е вака можам да го започнам со вас. Голем поздрав до сте гледачи пред малите ТВ екрани и баш ми е драго што еве токму поводот е да промовираме едно ново парче од мене. Така е, како инаку ти започнува денот? Дали со оние врски како докторка? Или? Па вака, прво ми започнува со еден ритуал со моето утренско кафе во тишина, потоа еден сладок мал дел од денот со моите дечиња додека ги проготвувам за во градинка, па после се наслонувам на медицината, односно одам на работа во клиника. Така е. Колку време си веќе на клиника? Па веќе добри 4-5 години сигурно. Да, може да договориме и за следната наша емисија која што оди за добриот доктор. Со задоволство. Некогаш и таму да гостуваш на други теми. Како така реагираат твоите колеги доктори на новата песна? Како те доживуваат таму како колешка која што твори и музика веќе со години? Така, па искрено доста позитивни имаше коментари, реакции. Иако нели мене ми е најважно фидбекот од самата публика, иако се доктори нели тие сепак сваѓаат во тој сегмент дека се дел како публика. Да. И исто им беше еден интересен коментар што секогаш кажуваат зашто бе не се фалиш дека правиш нова музика, зашто не се фалиш? А јас сум таква по природа, никогаш не се фалам со она што го правам и работам, едноставно само на крајот од денот најчесто се посветувам на музиката, ради се она што го собирам во текот на денот, дали тоа приказни од пациенти, другари, пријателства и така натака, и никако вечерните часове ми се да го пренесам тоа во музика. Значи не им се пофали ти прва, туку дозна од социјалните мрежи, веројатно од YouTube и сите оние канали каде што веќе сподели песната, твојата музика се слуша и на радија, мислам и предходните хитови, а сега и ова веруваме дека ќе биде хит. Зошто токму насловот Бели ноки? Баш неодамна и беше Бела ноки, нели? Да, некако чудно се поклопи тоа, баш да се погоди нели Бела ноки да биде и промоцијата на песната Бели ноки. Бели ноки е една метафора затоа што самото по себе знаеме дека белата ноќ трае долго. А секоја една трансформација во животот не е преку ноќ, туку треба еден подолг период за да се направи тоа. Токму и затоа го носи насловот Бели ноќи. Иако песната се работеше веќе подолг временски период, некаде се одлучи за неа можеби околу март, нешто така беше. Па додека изработивме аранжмански, додека ја снимивме, долго време траеше процесот на мастеринг и продукција, затоа што се никако нови идеи ни текнува и така натака, и малце се размислувавме за спотот, затоа што знаевме дека сака да биде еден артистички момент во него да имаме внесено, да биде малце повеќе на арт, и беше многу таа тенка линија за да не избега од делот нели кој што сакаме да го прикажеме, туку да биде да се свати онака како што треба, дека прво мора да биде се бело, па потоа нели да настанува еден хаос на самата песна. Така, ти си поминувала ли низ таква трансформација? Дали себе се пронаоѓаш во песнава? Тоа е доста често прашање, нели дали моите песни се автобиографски, но повеќе можам да кажам дека можеби се и на самиот текстописец, а секако дека кога ги прифаќам нели песните не дека не се гледам во некои сегменти, нели мора да сум ја почувствувала емоцијата, дали тоа била само моја емоција или дали сум ја слушнала како приказна. Но меѓутоа кога се внесувам нели во студио кога ја пеам, а не баш го замислувам некој мој сегмент од животот, туку едноставно некако се приближувам до самата емоција која ме води низ текстот и низ песната. Па особено што оваа песна, нели, кога се работи за трансформација, е некако блиска до секој од нас. Секој од нас може да се најде. Јас не верувам дека некој нема тајна и нема рана. Тоа е и нели она што е водичкото во самиот текст на кој што сакаме да ставиме акцент, кој е тој што нема тајна, што нема рана. Дали постои еден таков човек? Да, не, никому нели не е совршено секогаш, така што ете се поминува низ некои периоди, низ некои ситуации за да се дојде пак до некој подобар период. Да. Сепак сите овие песни кои што ги издавам во изминатиот период, никако сите 4 последователни од Бакни ме за крај,
Без тебе, потоа Ловец и плен и ова Бели ноќи, ако ги слушнете темите, уствари на самите песни ќе видите дека некако се поврзани. Дека се започнува дека нешто кога сакаш да направиш промена, после тоа моментот кога е тешко после промената, па после тоа нели како се соочуваш со самото општество и така натака кога ќе направиш таа промена и на крај Белите ноќи дека тоа сваќаш дека промените се само дел од твојот живот и дека животот не може да биде само чист и едноставно ништо не се случува, туку едноставно промените што доаѓаат со самиот живот те прават и помоќен и те прават да израснеш како една особа, нели да се оформиш како личност. Тоа е и целта. Јас кога сакав да ги направам овие музички дела на некој начин, размислував и долго време нели анализирав кој текстописец може да ми се приближи во сите во она што сакам, бидејќи особено кога кога бев мајка, кога сум мајка на 2 деца, како доктор некако повеќе созреав и самата како личност се сватев дека ми требаат едни вакви текстови кои што ќе се приближат до сечи живот. Нема некој што не би се пронашил во овие текстови. Да, малку посериозна стана. Така, па и самата улога сигурно се сето тоа и сватив дека има доста вакви теми кои што не се допрени, едноставно секој која сака да слуша, сака да се пронајде во себе, едноставно песната да му биде еден вид на огледало. Па и Ловец и плен, нели, носеше една порака за осудувањето од луѓето, нивното мислење, предразсудите. Па затоа викам дека сите тие се некако 4 поврзани, слеја некако. Да. Особено кога нели луѓе коментираат, некои сега, не сите, а не познаваат. Тоа е доста често, реално, да. Значи, предрасудите се еден голем проблем во ово општество, особено во кој што ние живееме, но меѓутоа се надевам дека со тек на време ќе сватиме дека тоа не ни треба затоа што тоа само носи една непријатна атмосфера во цел живот и во цела работа каде се наоѓате. Да, а можеби и повеќе штети на оној кој што ги искажува тие зборови. Тоа секако, бидејќи видите еден човек кој што е задоволен од самиот себе, кој што знае сака во животот, верувајте дека си го тера својот пат и не баш се интересира за тугите животи. А оној кој што е незадоволен од себе си, кога вие ќе направите некој успех и се чувствува како потиснати, дека тој сваќа дека до тогаш не е никаде со животот, тоа е тоа што ги дава тие коментари. Многу е лесно да осудите, но меѓутоа еве, ако сакате да бидете како некој човек кој што го осудувате, ставете се во неговиот живот. Почнете да играте неговата улога, па можеби ќе сватите дека не е така и толку едноставно. Да, како што се мисли, можеби на прва. Го спомна и текстот, па ајде да видиме кој се е работел на текстот, музиката, аранжманот. Така, позади текстот значи стои Рубин Зимбаков, кој што еве се одлучивме на едни такви, како што ви кажав, теми, а тој ми е таков еден созран текстописец кој што веројатно и неговото искуство само го понесло да ги напише тие текстови. Позади музиката значи стоеше Панче Касапски, кој што ни исто така нели добро познат, продукција Mix Master, јас се погрижив заедно со Дуле Лут, кој што не знам, мислам доволно е познат и тој си музички образован, доста познат диџеј. И позади спотот застана повторно Крсте, кој што имам одлична соработка со него и кој што доста ме познава, а додека за идејата за спотот морам да кажам дека тука беше вклучен и Снупи, со кој што ќе имам песна со него на Макфест ова издание. Кога ја слушна песната, вика леле Симона, ова е лудил, ова е нешто посебно, вика парче, вика ова е спот, вика само вика треба бела суба, вика и така натака со преку боја да се искаже еден хаос кој што настанува со текот на самиот живот. Да, и тие прифати ти се допадна на прва идејата или внеси нешто свое? Да, беше онака во дилема, меѓутоа секако дека внесив во однос на која да биде боја, дали да бидат повеќе бои, како се до тоа да биде. Интересно беше што за делот на снимањето, делот со бојата беше само еве, сега даваме бојата, што ќе направиш, враќање нема назад и тоа беше доста интересно и ми беше доста драго што испадна така песна или на враќање и промени, затоа што тогаш сватив дека стварно сум ја почувствувала самата песна и дека ми е доста едно милено парче. А и малку можеби потешко би било со боја да се извади, да се измие, па пак да се нанесе. Да, заради тоа, така и беше нели one take што викаме ние. Да, тука во Скопје снимавте? Не, во Велес, тоа беше локација која што ја импровизира и браво за дечките, затоа што направија одлично. Доста тешко им одеше 2 дена, мислам дека само ја местеа нели целата сцена за да биде тоа како што е. И сум особено задоволна и баш ми е драго што еве баш Крсте еден таков режисер кога нешто планираме да направиме комплетно се внесува во тоа. Да, спомна и за Макфеста. Баш сакав да те прашам во текот на разговорот дали ќе те видиме оваа година. Да, ќе ме видите оваа година заедно со Снупи или доста познат Зоран Алексич. Негова е песната, тој е потпишан како аранжман, музика и текст.
Па доста, да не ви откривам повеќе, ќе видите за неколку дена на 25 е Макфест, така да тоа е тоа. Да видиме дали ќе биде некоја балада емотивна или нешто подинамично, побрзо. Да, едва и чекаме да те видиме, иако нели и порано сме те гледале на такви изданија, на настапи, фестивали, така што нешто што веќе тебе ти е познато, нели позната сцена. Уште ти се предизвик фестивали, сакаш да промовираш, мислиш дека е добар начин така да се истакне било кој артист, без разлика дали е нов или некој со подолгогодишно искуство како тебе? Мене ми е особено драг Макфест затоа што изведбата е во живо. А сега за сега доста ретко имаме ние каде можеме да се промовираме како пееме во живо. А еден артист за мене посебно треба да свати дека може да се занимава со таа работа кога ќе застане на сцена и кога тие 5 минути или 3 минути се негови и ќе даде се од себе. Тогаш мислам дека е на правилното место, поради тоа ги сакам толку многу фестивалите, затоа што сметам дека нас не фали повеќе такви фестивали каде што ќе можеме да истакнеме она што ние го знаеме. Поразлично е вие кога ќе влезете во студија да снимате или песната и спотот понатака, а кога сте на сцена тој момент е еднаш. Значи зборувам во тие 3 минути вие давате се од себе. Дали е тоа или не е тоа. Така, имало настапи на пример каде што ви наметнувале на плейбек да се пее, а да речеме си сакала во живо? Па реално на фестивалите не. Тоа не се случило затоа што кога се пријавуваш како сам изведувач, знаеш дека изведбата е во живо. Така да тоа зависи од самиот артист, освен некои ако имаат свое барање тоа да се случи, не знам. Тоа е друго веќе на свое барање ако е. Да, иако би требало да е во живо сепак. Па мислам дека досега немало такви отстапувања, меѓутоа не знам. Да не коментираме во некој сегмент кој што не ми е познат искрено. Да, за тебе си знаеш дека сакаш во живо. Да, може да ја слушнеме сега и новата песна, Бели ноќи, да го погледнеме видеозаписот, пошто малку да прокоментираме. Може.
Тоа беше Бели ноќи, дали некаде ќе слушнеме и во живо или досега си ја извела и во живо? Досега не сум ја извела, но меѓутоа сигурно дека ќе има и такви моменти каде што ќе ја изведам. Да, планираш некој настап, имаш некои планите за до крај на годинава или за следната година? Па искрено, значи не планирам нешто да речам во смисла унапред да ги кажувам работите, не сум таков човек како што спомнав претходно, секако дека планирам. Но меѓутоа овој пат повеќе ми се предизвици, значи поголеми настани отколку да бидат нели тоа клубовите. Затоа што сметам дека сите овие песни некако со ваква тежина можат таму да се изведат. Да. И на фестивал ќе имаш некоја, нели на Макфест, некоја моќна порака исто ќе пренесеш. Значи во тој дух продолжуваш. Па јас сум човек реално еве како доктор што доста често значи се соочува со животните ситуации и така и ми дојде првичната идеја дека толку животни приказни мора да има начин како да се пренесат до луѓето и барам луѓето кога ги слушаат овие песни да се чувствуваат дека подобро и да се чувствуваат дека нели не се само тие, не се единствени кои што им се случува тоа. Така е. Досега какви се коментари добиете и од други луѓе, нели не само докторите, колеги од публиката? Многу позитивни, особено дека ова парче е посебно стварно, односно и самиот стил се разликува од претходните и е буквално испиена на комплетна емоција. Значи, како што може да заприметите дека целосно кога слушате песната ја осеќате на некој начин емоцијата. И тоа што ни беше најбитно, значи на текстот да се стави акцент, како што кажав и претходно, за тоа дека не постои човек кој што нема тајна и нема рана и во еден дел од текстот се кажува дека сега добро знам зошто денот мириса на рај. Значи тоа е метафорички кажано дека едноставно нели Ева сгрешила додека била во рајот и едноставно дека убавите нешта те прават нели да направиш грешки, но сепак дека после грешките можеш да се покаеш и дека едноставно тоа е начинот и патот за да созреш како една особа, односно како личност, затоа што не постои личност која што не сгрешила. На крајот од денот нема човек што е безгрешен. Така, верувам дека многумина се пронашле во твоите текстови, затоа и те прашав нели за коментари какви си добила и убаво што ете веќе прошируваш на секаде, нели, ете и по медиуми, и на социјалните мрежи, станува се популарна, да речеме. И баш ми е драго што е така. Да. Гледам ете и на социјалните мрежи, нели, на радио, како што спомнавме сега и телевизиски промоции. Навистина ми е мило што токму за нешто ново си тука денеска кај нас. Како успеваш сето тоа комплетно да го направиш, да избалансираш кога и музиката е во прашање и тоа што си докторка и тие обврски и како мајка, нели? Да. Колку е тоа предизвикувачки? Па не е нормално дека едноставно, но меѓутоа некако мора да сте како карактер борбени. Јас сум таква која што сакам, едноставно кога го сакам нешто тој ќе го направам. И порано можеби еве да ми било на почеток може тешко, но меѓутоа веќе сега не ми е како да кажам обврска или како тежина, тука едноставно ми е како дел од секојдневие. Значи едноставно имам одредено време кога сакам повеќе да се посветам да речам на работните обврски, кога сакам повеќе да се посветам на музиката и тоа е како дел од мене и веќе не го осеќам така. Но меѓутоа како што и во претходни интервјуа сум кажала, не можам ни без едното ни без другото. Тоа сум едноставно јас. Да, дел е веќе тоа од тебе, а гледам дека има доста доктори што се и музичари или нели музичари и доктори на нашата естрада, така што многу интересен спој, можеби вака на прва не изгледа толку дека може да се направи некоја фузија и да има допирна точка, но сепак гледам дека се спојуваат тие две работи успешно. Затоа што реално тоа зависи од вас како личност. Не мора еве да е медицина, може да биде и некоја друга работа. Ако вие сте борбени, ако вие сакате нели да имате две професии, ако сакате тоа да го работите, не гледам некоја пречка. Значи самите пречки некако ние си ги поставуваме како луѓе. Не дека на пример во мојата ситуација или во некоја друга ситуација немало пречки, но меѓутоа сум научила да се борам со тоа. Не дека немало предрасуди или дека медицината не оди со музиката, особено додека сум била во студентските денови, тоа некако било и на тапети од страна на професори кои што ме испитували така натака, нели на пример кога се стигнала да научиш додека беше нели настапуваш или така натака, или па имало кои што некои ми кажувале дека морам да се откажам од музиката затоа што не можело да бидам клинички доктор и па да бидам и музички нели наслонета, но меѓутоа каде го пишува тоа, кои се тие правила? Да. Кој го кажува тоа дека мора да биде така? Едноставно вие ако можете да ја работите едната работа и да не се осети отсуството во таа работа, исто важи и за другата работа, тогаш не гледам никаква пречка. Професионалноста таа која што ви издвојува на крајот од денот. Да. Ако сте професионални како медицинско лице или било која работа, или ако сте професионални како музички артист,
Не гледам зашто тука да има еден проблем или зашто да постои предрасуди дека доктор не може да биде артист или обратно. А и зошто да се сече во корен талентот? Ти ако Тоа си била плюс. талентирана и те Да, замисли да на рани, на млади нели години си прекинала да се занимаваш токму од коментари и предрасуди нели, а талентот да ти стои да тлее во тебе би било жално да не продолжиш. Така, значи талентот е нешто кое што кај мене особено се тлее низ генерации, особено мојот дедо бил доста талентиран музички, Стварно, мојата свирал баба, нешто или мајка ми, да, значи бил универзален свирач, мојата мајка која што она ми е секогаш позади мене и секогаш ме бодри за се ова. Значи она секогаш ми кажувала: ти можеш, немој да се секираш. Јас доста сум некогаш емотивна како личност, на пример ми било тешко зашто некој така да гледа на со тие предрасуди. Но меѓутоа мајка ми е секогаш така што ме бодрила и ми кажувала, значи позади тебе сме ние, тоа е тоа, а доволно е некогаш и само тоа. Така е, тоа е најбитно, поддршката нели од дома, од родителите, таму се тргнува од најблиските. Колку време си веќе на сцената? Па јас сум реално од 6 години. Од 6 години сум настапувала на сите тие детски музички фестивалчиња, вклучувајќи го и Златно славење, и детска Евровизија. Па потоа почнав нели со Макфест, поминав 2 продукциски куќи во времето Република и Горила кои што беа. Па после заедно со Ерик Фокс и така натака. Единствена пауза ми беше кога беше моментот со короната, бидејќи тогаш и морав и тогаш се остварив и како мајка на 2 дечиња, Никола и Стефан. И тогаш беше таа пауза која што можеби некогаш и музиката нели викаме не дозволува да имаш паузи, но меѓутоа јас не бев комплетно отсутна, туку вадев по некоја песна и некој видеозапис, но не бев во континуитет. Да, се сеќавам и ете на соработката со Ерик Фокс долги години. Има ли уште некој со кого би сакала во иднина да соработуваш или оставаш времето да? Искрено оставам времето. Никако може спонтано се случуваат тие работи и во моментот нели како се сеќате што сакате да издвоите како парче. Така е. Која лекција ти била најважна за сите овие години на естрадата, бидејќи како што кажа долго време си присутна на сцената, си имала доста и различни периоди, и хитови, песни, снимања, запознавање со колеги, соработки. Па лекцијата ми била да веруваш во себе, да си истрајна и успехот сам ќе си дојде. Едноставно да не се каеш затоа што има и многу неправди стои во овој свет, секако, како и во секој верувам, но меѓутоа едноставно да не се ослонуваш на тоа и да си го гледаш да се гледаш својата цел и својот пат. Тоа е најважно. Така, бидејќи сме пред самиот крај, ќе погледнеме и Ловец и плен, ќе се присетиме и на таа песна, па можете накратко да не потсетиш на уште некои детали околу спотот, каде се снимаше, со кого се работуваше, па да го погледнеме. Ловец и плен беше еден летен хит, можам да кажам, за кој што исто така имавме доста символичен текст, односно за предрасудите, затоа што многу луѓе нели не го знаат животот, но се смелуваат да коментираат, но како што кажав, да верувате во себе и да не обрнувате внимание на тие едноставно детали. Снимане во Грција, Сани Бич, тимот е истиот, со кој што соработував, но меѓутоа тука за музиката е Ерик Фокс, Робин Зимбаков и јас. Така, соработката со Ерик ќе продолжи ли онаа позната соработка? Мислам, Ерик ми е веќе долгогодишен пријател, се дружиме нели приватно и музички, доста созреваме и така натака. Да, браво, ти благодарам уште еднаш, секоја чест за сите овие нови песни кои што ги објавуваш, па да се видиме повторно и ти посакувам успеси и среќа и на Макфест. Да, Боже, да, ти благодарам многу. Се гледаме повторно, ние, драги мои, продолжуваме со Ловец и плен, уживајте во овој видеозапис, а од мене довидување.